Sony CDP-101 е првиот комерцијален плеер за компакт дискови. Се појавил во Јапонија на 1 октомври 1982 година, неговата цена била 168.000 јени. Во светот бил представен во 1983 година. Еве кои функционалности ги има. Лево, Power е дел во кој што се вклучува и исклучува плеерот. Под Power се наоѓа Level, кој што е регулатор за глас. Под Lever е сместен джек за поставување на слушалки. На средина е поставена вратата за поставување на компактниот диск. Оваа врата има 4 мотори, за да се отвори и затвори. Вратата се притиснува на големото црно копче, десно. Најгоре е поставен дисплеј. На него се прикажуваат следните информации. Disk Set е дел во кој што се покажува дека е поставен диск. Track Now е дел во кој што се прикажува која песна се репродуцира. Minute – минутите од песната. Second – секундите од песната. До вратата има Remote Sensor, тоа е дел во кој што се управува со далечинскиот управувач со кој што доаѓа овој плеер. Копче Reset. Копчиња за повторување. 1. Копче кое што повторува само една песна. За да се исклучи потребно е повторно да се притисне на него. AL го повторува целиот диск. За да се исклучи потребно е повторно да се притисне на него. IB со стрелка помеѓу нив, која што покажува до двете букви, запамтува одреден дел од песната и го повторува. Ова повторување се исклучува со копчето Clear. До овие копчиња се наоѓа копче Time. Со негово притиснување се покажува уште колку минути има за репродукција од вкупното време на компакт дискот. Под Reset се наоѓаат копчињата Play, копче со кое што се пушта одреден запис, но дополнително може и да ја затвори вратата од самиот плеер, копче Pause за пауза. До Play и Pause. Под копчињата во делот Repeat, кој што се за повторување, се сместени копчиња за претходен и следен запис, како и копчиња за поттерување на записот. Овие сите компоненти се наоѓаат на неговата предна страна, но што имаме назад? Accessory Connector, конектор за додавање на некоја дополнителна опрема. Line Out, дел каде што се поставуваат звучниците. L за левиот звучник, R за десниот. Autopass, Anti-Shock, се вклучува за да реши проблем со прескокнување во самиот компактен диск. Сериски број. Кабел. На неговиот далечински управувач се наоѓаат сите функционалности од копчињата кои што ги имаме на самиот плеер. Тука дополнително се додадени и копчиња со бројки, со кои што се овозможува директно одење на некоја песна. Работел со две батерии.